Повод за овај наш разговор е проектот кој што се спроведува за развој на АПИ туризмот и промоција, афирмација. Еве повеќе за проектот, може ли Георги вие да ни кажете за каков проект станува збор, кој го финансира, која е целта? Овој проект е како континуитет на еден претходен проект каде беше направена и првата АПИ комора во Струмичкиот регион. Се потрудивме да ја направиме таа АПИ комора и да може да добиеме малку повеќе знаење за искористување на воздухот од натрешноста на пчелните семејства за искористување и за добивање поголемо здравје на самите луѓе. Со завршување на тој проект увидовме дека малку се запознаени луѓето во Македонија за искористувањето на таа погодност за лечење на белодробни заболувања, некои психички расстройства, зголемување на имунитетот кај луѓето, а во последно време пак и пост-ковид лечењето, бидејќи и тоа спаѓа во белодробните заболувања, се уште, мислам, дава уште поголеми резултати кај луѓето кои сакаат да побрзо се адаптират на овие промени кои ги направил ковидот кај нив. И видовме дека има потреба од здружување на сите АПИ комори во Македонија, овие АПИ центри или кои користат инхалаторна АПИ терапија, и направивме се обидовме да можеме да ги пронајдеме тие луѓе кои даваат такви услуги. Во почетокот бевме тројца кои ги даваат тие услуги, но еве со разгледување на луѓето и добивање други сознанија, сега веќе вклучивме 9 луѓе од Македонија кои ги дават тие услуги во различни региони и сакаме еве со овој проект да може да ја предочиме можноста на луѓето зашто се користи таа терапија, како може тие да ја користат, во кои региони може да ги добијат тие услуги и нели со тоа пак да се зголеми нашето здравје.